Почитувани гледачи, во неделниот микс имам чест и задоволство да разговарам со Зарина Прва Севда, пејачка, уметник, музичарка со навистина врвен глас и песни кои што не оплеменуваат, не збогатуваат и нас и македонската култура. Токму Зарина на 20 декември во Македонската филхармонија ќе одржи концерт. Знам дека се радувате и вие исто како јас и еве во продолжение со неа токму ќе поразговарам за подготовките за предстојниот концерт. Зарина, ти благодарам што после неколку години повторно разговараме. Ви благодарам вас што ми давате простор да ги споделувам убавите вести. Се радувам дека ќе имаме можност да се изборуваме малку за 20 декември и воопшто што се гледаме повторно после 4 години. Така е, помина многу време. Ти во меѓувреме навистина се одиш нагоре и нагоре кога станува збор кариерата и твојот личен развој, ако може така да се каже. И еве сме на прагот за многу кратко време и ќе може македонската публика и твојот концерт да го посети, да слуша твојата преубава музика. И еве на кратко само да кажам, баш вчера го слушав албумот Ехо, но исто така и го гледав концертот од Македонската филхармонија, се потсетив на целата таа магија. И со нетрпение чекам да дојде и 20-ти. Како си ти? Јас сум така, во последните денови кога се подготвува концерт се насочено моето цело битие живее за тој ден. И тоа се последните 2 недели, особено пред концерт. Како и да е, слава на Бога што имам можност да го работам тоа што најмногу го сакам и тоа што најмногу го умеам да го правам. Така да не би се жалела, би рекла дека сум многу среќна и возбудена за тоа што ќе се случува на 20 декември, затоа што покрај мојата музика ќе имаме можност да слушаме и музика на гостите кои доаѓаат, а тоа се Cenk Erdogan и Ахмет Алан, кои доаѓаат од Турција. За мене е многу голема чест и задоволство затоа што Cenk Erdogan за прв пат доаѓа и Ахмет исто така за прв пат доаѓаат во Македонија и за прв пат ќе имам честа да застанат баш со мене на сцена. И кога артисти од таков ранг со докажани кариери, со светски турнеи и така натаму, кога ќе застанат на сцена со некој кој се уште, нели, јас се сметам себе си се уште за некој кој застанува на нозе во однос на музичката кариера. Мислам дека е навистина чест и задоволство и се радувам дека можев тоа искуство можам да го донесам за мојата публика, за македонската публика, луѓето кои сакаат да слушаат традиционална музика и кои ми се допаѓаат нови форми на изведување на традиционалната музика. Сепак се разбира автентично, но со доста импровизирани моменти и елементи. Така да се радувам и се надевам дека ќе ги видам луѓето и дека ќе ги видам нивните среќни и задоволни изрази на лицето после концерт. Не се сомнувам дека ќе биде така, апсолутно. Твојата музика навистина магична е, така и кога се слуша и особено во живо, никако дава посебно возвишено чувство. Барем јас така се чувствувам на твоите концерти. Спомна дека си навистина музичарка, уметник во развој и секогаш нели мораме и да учиме и да се развиваме, тоа е најнормално. Цел живот. Апсолутно е така, меѓутоа сепак си веќе позната и признаена не само кај нас, туку и во регионот. Имаш доста настапи низ Балканот, во европски рамки. На кратко кажи ни за тие искуства кои што беа изминатиот период, како е да се настапува пред странска публика? Многу е убаво и интересно искуството. Јас и кога го правев првиот албум Ехо и сега додека го правам вториот албум, секој пат размислувам на тоа дека да создадам музика која ќе можам да ја однесам во клунот надвор каде и да одам, затоа што на крајот на денот тоа е идејата на музиката. Музиката треба да се шири исто и како љубовта и убавите зборови. Многу интересно искуството да видиш луѓе кои не се од твое говорно подрачје, кои немаат никаква емоционална поврзаност, нели, со таа музика. Како македонецот кога ќе слушне тапан, нели, веднаш има меморници, веднаш некоја традиционална песна што ја знаеме сите, веднаш ни се појавуваат чувства. Сега кога ќе одам на пример во светот каде што луѓето не се поврзани како ние со корените и така натаму, и кога ќе видиш дека ја чувствуваат истата емоција,
тоа е уште еден доказ дека традиционалната музика, особено нашата македонска традиционална музика, има навистина силен енергетски код кој функционира безпрекорно, се разбира кога се прави на еден искрен и автентичен начин. А тоа јас се трудам да го правам како уметник, како артист и постојано себе преиспитувам. Дали сум во добра духовна и енергетска форма за да го правам тоа, затоа што сепак не е само практикување на традиционалната музика, за мене е тоа спиритуална техника и искрено кога не се чувствувам дека сум во баланс, во тоа дека сум доволно чиста и пошто јас сум во својот живот секако се соочуваме со разноразни ситуации, проблеми или убави нешта многу горе, многу долу. Избегнувам да работам, тогаш особено да создавам или да ставам на носач на звук, затоа што многу е битно со која енергија се пристапува кон традиционалната музика, сепак е тоа музика која отсликува една цела еволуција на народ. И се трудам и работам на себе секојдневно да бидам подобар човек, нели за општо за светот, да служам подобро на општеството, на блиските, на сите ранливи категории, но особено да служам добро на музиката која несомнено бара една чиста енергија, еден чист пристап, бидување вистински, за да луѓето ја чувствуваат таа емоција што ја чувствуваат после концерти, да ги читам тие коментари кои ги читам. Фала им на сите. Тоа е секојдневна работа на себе и останување чист во целото нешто. А тоа е во ова време во кое сега живееме, кое е полно со дистракции, кое е полно со стрес и секојдневна брзина на животот и така натаму, е навистина голем предизвик, но ќе се трудам, некако ми се паднало. Па да, што се однесува до тоа како реагираат исто со емоции, со често пати доаѓаат расплакани луѓе. Тоа што сега неодамна имав можност во август месец да го почувствувам во Турција, каде и ги запознав Cenk Erdogan и Ахмет Алан. Држев еден семинар 5-дневен за вокални техники на тлото на Македонија и културно наследство, нели приказни културно наследство и така го имав склопено за да секоја песна можам да им ја поврзам со приказна за да отприлика почувствуваат како тоа се создавало и зошто така звучи како што звучи. Се одржуваше на универзитетот на Кападокија и имав едно 20 студенти кои доаѓаат сите 5 дена. И сега немам збор да го опишам чувството кога ќе слушнам 20 луѓе кои ја пеат не знам, не видкај се Совче или Бог да го бие Ибраим Оџа, кога ќе ја пеат во еден глас и тоа на универзитетот во Кападокија и со толкава љубов и радост, толку задоволство. Така да во тој момент посакав да можам нивното гостопримство на турците кои ме поканија, љубовта на интернационалните студенти, не беа само турци, кои пристапија да учат традиционална музика. Сакав да ми го покажам исто така и на турците кои ги поканив да бидат со мене на 20 декември, дека македонците се исто така многу гостопримлив народ, народ кој почитува различности, народ кој почитува традиционална музика. А од друга страна и да едуцирам, затоа што Турција имаат многу сериозен пристап во однос на работењето на традиционална музика. Имаме многу што да научиме во однос на пристапувањето, во однос на начинот на кој се работи таа музика. И токму затоа сакав да направам еден мост помеѓу овие две култури, сериозно многу слични, сериозно многу испреплетени со годините наназад. Ние се уште делиме еден куп храни и зборови со нив. Да. И ја делиме дели од музиката, така да сакав да го направам. Ете, јас да бидам таа што ќе го направи тоа. И многу убава иницијатива, многу убава идеја, бидејќи тие се врвни уметници и убаво е културата навистина да нема граници. Па културата нема и не смее да има граници. Мислам, тоа е задачата на секој артист, да ги уриваме сите бариери и граници кои не сопираат, да бидеме едно со светот. Светот треба да ни биде дома и мислам дека музиката е еден од универзалните јазици кои што ќе не вдомат во светот. И сега јас се трудам колку што можам да ја интернационализирам традиционалната македонска музика, затоа што
прво многу верувам, второ затоа што тоа е мојот код. Јас можам да отидам на крајот на светот, секаде ќе бидам македонка и секаде традиционалната македонска музика ќе ми ги растресува дамарите во срцето. Така да несомнено тоа е нешто што мене го чувствувам како обврска и задача, затоа што јас веројатно можеби ќе можам да научам некоја джез, поп, блуз или каква и да е песна и веројатно ќе ја испеам добро во рамките на технички добро. Меѓутоа дали тоа ќе биде емоционално издржано, дали тоа ќе биде мојата автентична верзија од себе си, од Зарина која е вистински во сопствениот живот, не. Тогаш немам ни некој избор кога веќе се бавам со музика, освен да бидам тоа што сум, а тоа е секој пат мојот прв инстинкт, мојот прв порив за израз, музички и артистично, е музиката и секој пат ќе биде традиционалната за старт, па после може да се развива тоа. Да, и интересно е дека, например, ти знаеш да вметнеш и други, например, јазици, песни на други јазици од Балканот, и тоа е најнормално, бидејќи и тие преубаво звучат во твоја интерпретација заедно со бендот. Така беше и за концертот Ехо во Филхармонија, мислиш, 2 години помина или 3? Не, Лета тоа времето? беше во 2022 по Македонска филхармонија. Толку брзо помина лета времето. Следната година, 26-та, ќе го повториме со нов албум, така да едва и чекам и тоа да се може, навистина јас се радувам. Колку ти е важен просторот каде што настапуваш? Бидејќи еве имаш концерти во официрскиот дом во Битола, еден преубав простор, интимен, нели, што вдакнува, што се вели историја. Битен е многу просторот, се разбира за да може да се почувствува духот на традиционалната музика, е добро да е што поакустичен и да користиме што помалку техника, односно офицерски, например, конкретно е концерт кој беше полуакустичен, затоа што салата е многу силна и интензивна. Тоа се стари градби, нели? Стара градба е, меѓутоа сега ја имаат реновирано и долу има некакви плочки и така натаму и бевме стигнавме до тоа да треба да биде полуакустичен концерт. Би сакала да можам да пеам на отворено. Неодамна пеев во Битола на Илинденски денови. Така да битен е, се разбира дека е битен просторот, но битна е и техниката, битни се многу околности, секогаш сакам публиката да се чувствува како дома, затоа што оваа музика е наменета да не враќа во срцето. И секогаш се трудам да најдам простор кој што ќе се чувствуваат удобно, комотно, затоа што многу често се случува луѓето да се отворат и да се расплачат, да патуваат низ сопствениот свет внатрешен и за тоа треба човек да се чувствува удобно и комфортно, како нели што се кога се практикува било која спиритуална техника, тоа е исто многу битно да бидеме удобни, да се опуштиме и така натаму, така да често пати сакам да настапувам кога имам вакви концерти каде што музиката е поспора и поелегична, да има простор за седење. Но пак исто така е многу интересно дека кога патувам низ светот и кога ги правиме тие концерти, често пати се случува да свириме во клуб и тогаш да публиката танцува на некои песни, да се движат како да се во транс и така натаму, така да се има своје. Може да се стави на различни места оваа музика и секаде да си го најде своето место. Така е. Бендот е многу важен, тимот со кој што се работуваш. Па еве кажи ни кој друг ќе биде на сцена. Да, значи на сцената ќе бидат членови на мојот бенд, долгогодишни, Тони Арслан, кој е од самите почетоци со Зарина прва севда, еден од, според мене, мислам, за мене најдобриот виолинист што сум го слушнала во последно време на овие простори. И ќе биде Андреја Мирчевска, која ќе свири контрабас. Андреја Мирчевска е исто така наградуван джез музичар, туку што заврши магистерски студии во Белград на контрабас и сметам дека е една од артистите која го заслужува, мислам, секоја почит и го има мојот восхит за тоа, затоа што сите артисти во Македонија го заслужуваат тоа, затоа што битката да се биде артист во Македонија и што тоа се бара, само тој што бил таму знае. И кога ќе видам луѓе кои
кои сериозно многу се посветени на својот инструмент, на својата работа и бараат начини во целото тоа бунило, особено кога зборуваме за независната сцена, за артистите кои немаат работни позиции. Тоа, верувајте ми, кога ќе видите артист кој е на сцена и кој припаѓа на независната сцена, да знаете дека тоа е многу сериозна битка, дека тоа е откажување, понекогаш гладување, понекогаш неспиење, понекогаш живење на работ. И затоа секоја поддршка на артистите кои доаѓаат од независната сцена, живот значи. Затоа купување карта на концерт е многу битна работа, затоа што најчесто артистите од независната сцена ги правиме работите самостојно, сами, и тоа е многу работа, многу инвестиција, многу само за музиката. Најчесто кога ги правиме сами, тоа е така. Така да, еве, така дојде целото нешто, меѓутоа ова е нешто што треба да го зборуваме. Јас како човек кој припаѓа на независната сцена и како некој што со години е дел од тоа нешто, ова можам да го кажам од лично искуство и не е... Сакам да кажам дека во Македонија имаме сериозни артисти кои се на рангот на артистите од светот, деца кои заслужуваат поддршка, деца кои покажуваат резултати, деца кои сериозно многу работат, на кои што им сме потребни. И тоа на сите можни начини. Се разбира, моралната поддршка за артистот е секогаш многу битно, а тоа е присуството на нивните настани. Понекогаш посетувам настани за кои што немам некоја претходна едукација, но посетувам за да бидам добра поддршка, затоа што заслужуваат децата кои се борат. Не зборувам само за музика, зборувам за сите аспекти на уметноста во Македонија. Сериозна битка е. Апсолутно, и треба повеќе да се зборува и за да се дојде до сите оние кои што, нели, публиката пред се, меѓутоа и сите оние кои што треба да ги помогнат таквите и уметници и деца и да им се даде поттик, бидејќи спортистите и уметниците се наши амбасадори во светот. Најверодостојни, најзначајни. Најчесто не се работи за некакви големи поддршки. Најчесто е доволно само на артистот да му кажеш добро е ќе биде, ајде ќе одиме заедно, ајде ќе ти помогнам за некакви мали работи. Не се работи тоа за некакви суми, милиони, не знам. Значи, некој пат е само доволна моралната поддршка, затоа што артистот кога не може да дојде до сцена, најчесто се запрашува дали ми е добро делото. Така. А за да дојдеш до сцена, прво, тешко е да се охрабриш, затоа што не е едноставно кога си сам. Тоа се многу работи кои мора да се сработат. Јас како некој што све прави сам за Зарина и букирам и менаџирам и возам комбе и организирам сцена и се што можете да замислите. И тоа не го правам затоа што јас сакам и уживам, туку од немајкаде. И сега, тоа го прават и многу други артисти во Македонија. И за тоа треба да ја подигаме свеста, што значи да се купи карта. Често пати, мислам, многу често луѓето не ги зборуваат овие работи за да не изгледа, како да кажам, ова не треба да е жалење, ова треба да биде поттик и треба да биде едукација. Дека верувам кога одиме и кога гледаме концерт, тоа на сцена изгледа совршено. И тоа, кога одам да слушам концерти на некои артисти на кои им се восхитувам, си размислам ова како да припаѓа на некој друг свет, ова како да не е од тука. Значи, кога излезам надвор и викам колку тоа труд е вложен за тоа да се случи. Да. И сега тоа ми е зборот. Во Македонија имаме со што да се гордееме и со што да се радуваме. Тоа што ни преостанува е да станеме свесни да си ги поддржиме нашите деца пред да заминат, пред да биде касно. Значи, многу артисти со кои што јас работев, кои што биле членови на мојот бенд, кои што ги познавам од сцената, кои што сум слушала концерти и сум ми се восхитувала, за жал не живеат веќе во Македонија. И тоа е бидејќи беа приморани да си заминат. Бидејќи
не можеа да го најдат некако патот до сцената. Знаеш како, сите ние работи со љубов, меѓутоа, нели, ако нема финанси, љубовта не е доволна. За било која професија е така. Особено кога се има семејство и кога, нели, се очекува некаква поддршка на тоа нешто. Мислам, тука нема простор за размислување, затоа ги разбирам и ги бодрам и ги поддржувам, иако со тешко срце сите што си заминаа. Тешко ми е затоа што одат во други држави каде немаат можност, по почетоците немаат можност да седнат и да вежбаат, а камоли да се на сцена. А сме ги имале тука, ни биле на располагање и сме си ги испуштиле. И сега јас, од друга страна, и јас тргнав сама, јас тргнав од ништо, и борба, и битка, и се цело време се подсетувам, да, на крајот ќе се имала исплати. ситуации кога си се запрашала да продолжам, вреди ли? Секојдневно тоа прашање стои, особено кога се многу големи организации, кога нелесно се доаѓа до решение, нелесно се доаѓа. До сега не сум работела, например, со спонзори, па морам све сама. И тоа е најчесто многу откажување. И тоа е многу големи предизвици се тоа. Да се бавиш со музика воопшто не е ефтин спорт. Тоа се илјадници евро пари кои што сум можела да ги потрошам за некакви патувања и да уживам во животот и во младоста, сум ги инвестирала во музиката. Само затоа што јас сериозно многу верувам во ова. Нема да се откажам од тоа. Колку год да е тешко, не знам што и да треба да се прави, во смисла секогаш честно, поштено. Едно од доблестите што за себе си можам да ги кажам е тоа дека не ми е срам да работам и дека секогаш ќе сум на располагање на музиката да ја помогнам за да излезе од мене и да излезе од државава, така да нема никаков проблем. Ќе работам, можеби некојаш ќе направам една година пауза за да сработам, за да можам да креирам, ама тоа секако ќе го креирам, само можеби малку подоцна. Тоа е зашто децата си одат, тоа е зашто се откажуваат од процесот, затоа што кога ќе размислиш, дел од своите најубави години ги поминуваш инвестирајќи во нешто што на крајот не знаеш дали воопшто ќе се исплати некогаш. Дали ќе успее народот да го слушне. Во исто време како артист секогаш се запрашуваш дали ми е добро делото, дали правам доволно, дали ова е добро. Со кој најчесто се консултираш кога создаваш нова музика? Кога имаш дилема околу некоја песна, композиција, мелодија? Се консултирам со членовите на бендот затоа што им верувам, затоа што ги почитувам и многу ми значи нивното мислење. Се разбира. Се консултирам со членовите на моето семејство кои се бават со музика, татко ми, браќата и така. Со соработници кои што ми се околу, кои не се во мојот бенд, а со години ми се ветер во грбот. Многу често сакам да слушнам, например, сега кога го снимам албумот, кога ќе ги добијам првите снимки, често пати пристапувам кон луѓе кои се конзументи, кои немаат врска со музика. И тоа е многу важно, нели? Да, затоа што тоа е исто така, да. Сакам да знам како конзументот се чувствува кога ја слуша музиката на Зарина. Не е само ние музичарите што мислиме и како го гледаме, него да буквално битно ми е баба ми Богданка што мисли на кога ќе ми слуша музика, така да сега јас се трудам да создавам традиционална музика со модерен звук и таргет групата ми се младите луѓе. Зборувам млади од 7 до кај 7-80. Така. После веќе влегуваат во старост. Како и да е, да, се трудам да создадам модерен звук на традиционалната музика, меѓутоа битно ми е секогаш да има дел од тоа автентичното, од нашиот најубав рецепт. Зарина, јас морам да прашам и за модата, бидејќи стилски секогаш се искоцкани и секогаш необична, поразлична во секое твое појавување, без разлика дали интервју, дали концерт, секогаш нешто специфично, необично носиш. Па еве кажи ми во однос на облеката, колку внимание посветуваш на визуелниот аспект, колку ти значи тоа како ќе изгледаш на сцена? Да бидам искрена, од секогаш, кога знам за себе, тоа и со мајка ми често пати разговараме, дека кога бев
многу мала, многу ми беше мерак да роварам по стари шифонјери и гардероби и најчесто вадев облеки од баба ми кога била девојче, мајка ми кога била девојче и тие ги преправав и така ги носев на училиште и бев тотално различна и многу се секирав ако се погодеше, пошто некојаш можеш се погоди да купиме исти фармерки со некоја друга и сакав да си имам дома да ги преслечам, дека некако се чувствував неавтентично. Така да во однос на облекувањето сметам дека исто израз. Конкретно мојот стил на облекување е доста различен и во смисла различен мислам на еден ден. Баш. Да, ама може да се случи еден ден да бидам ова, еден ден да бидам тоа и тоа зависи од тоа како се чувствувам денес. Носам малишта што најчесто што ми се допаѓаат, што се чувствувам удобно во нив, многу често мислам не многу често, туку едно 70% од мојата гардероба е second hand. Често пати купувам second hand затоа што верувам дека има доволно облека во овој свет која можеме да рециклираме и тоа да изгледа совршено. Често пати луѓе ме запираат на улица за некое парче што сум го купила 50 денари од некој стор негде. Се случува да носам облека на парчиња облека кои ги креирале дизајнери на кои им се восхитувам на начинот на кој ги комбинираат работите како ова од Сара Реџич. Сара Реџич е една од ликовите кои како да кројат за мене. Апсолутно, да, многу винтидж делува. Да, винтидж ми се допаѓа, инаку Сара вади од овај миле, чаршафи. Миле, да. Ги вади и ги става на парчиња облека и мене тоа ми се допаѓа затоа што сосема. Сите имаме дома миленца, мислам од нашите баби и така. Тие надзидњаци исто користи. Мислам многу е интересна и така често пати имам нејзини парчиња и си ги носам и си ги сакам. Има и многу добри дизајнери во последно време во Македонија. Има, да, навистина, да. Следам, пратам, ми се допаѓа, сакам винтидж мода, сакам ствари извадени од стари шифонјери. Искрено, се помалку и помалку кога ќе излезам во некаков мол да си купам, али што не можам да најдам ништо што можам да го вклопам во сопствената гардероба и затоа сум приморана да си купувам работи. Не сум приморана, туку и како идеологија користам second hand, втора употреба на алишта, затоа што верувам во тоа. Од друга страна, има навистина многу избор тамо, за мене, барем. Се согласувам апсолутно со тебе. Зарина, еве, при крај сме на разговорот, како би ги поканила гледачите? Зошто треба да дојдат на 20 на твојот концерт? Па ако сакаат да поддржат македонска музика и македонски артисти, тоа е една од причините. Другото е затоа што навистина ќе имаат можност да слушнат нова музика, различна музика од луѓе кои не се од тука, а ќе свират наша музика. Тоа, другото е затоа што декември е убаво време да се заокружи годината. Така и напишав на својата објава на Facebook затоа што декември е одлично време да се заокружи годината, да се остават во минатата година оние работи кои веќе нема да ни служат, работите кои не натажиле, кои сме ги изгубиле, кои сме морале да ги оставиме, да ги пуштиме, а пак да предизвикаме во новата убава енергија, топло, меко, кадифено. Токму така е наречен концертот, нели? Точно така. Така да ќе ни биде убаво, дојдете си, ќе биде една убава заедничка преградка за сите кои ќе бидат присутни, така да многу ќе се радувам ако ќе видам во што поголем број. Апсолутно. Картите се на продажба на drugastrana.mk, се уште има и да, се гледаме. Зарина, се гледаме на 20 декември, да го слушаме твојот ангелски глас во Македонската филхармонија. Уште еднаш ти благодарам многу за овој интервју. Фала ти многу, Марија, што ме покани и што ми даде простор да ги кажам овие убави нешта. Се гледаме за убави работи.